Добар ден на сите. Да ви пренесам прво топли поздрави од Вевчани и да и поканам сите љубители на добрата забава и на љубителите на традицијата и македонските обичаи да дојдат на 13-14 јануари во Вевчани, да посетат Вевчани, да видат дел од уште едно издание на Вевчанскиот карневал. Знаете, карневалот се одвива на 13 и на 14. Ако може погласно, пошто позадите да слушаат. Карневалот се одржува на 13 и 14 јануари. На 13 почетокот е околу 1 часот, значи од почетокот на Вевчани почнува василичарското дефиле према центарот на Вевчани, играњето на орото во центарот на Вевчани и после продолжува дефилето низ вевчанските улици. Понатака традиционалните вевчански маски, зетот и невестата, ќе посетат секоја куќа во Вевчани. Тој дел на 13 после завршува со полнење на вода на вевчанските извори. И таа вечер исто е проследена со забавен дел. Имаме познати македонски музички имиња. Ќе исполнат програмата на 13. На 14 продолжува карневалот, значи уште од раните утрински часови. Василичарите организирано ќе посетат секоја вевчанска куќа каде што има човек кој се вика Васил. Значи 14 е веќе Свети Василија, имендан на секој Васил кој се вика во Вевчани, го посетуваат василичарите организирано и манифестацијата продолжува во центарот на Вевчани со познатото василичарско оро. Трае неколку часови и некаде према 17 часот вечерта завршува Вевчанскиот карневал. Истакнам дека веќе втора година немаме финансиска поддршка од, знаете, наназад 10-15 години Министерството за култура беше покровител на Вевчанскиот карневал, меѓутоа од лани таа поддршка изгубивме, не знам која е причината. Имаше исто и лани забавен дел 12-13, самата општина си го организира од својот скромен буџет. Годинава, значи, не сме на товар нити на Министерството за култура, нити на општински товар, финансиски мислам. Најдовме начин да се организираме, повторно све да биде како што треба, значи организацијата е и во забавниот дел сме покриени, и она што се вика Вевчанскиот карневал, тоа е веќе традиција. Тука нема ниту општината некој мешање да изврши или тоа е веќе организација која трае со години, има, знаете, горна и долна мала организација и тие го организираат она што се вика карневалскиот дел, односно маските што се покажуваат на карневалот. И сега малку нешто околу спецификите на карневалот. Значи, карневалот по многу нешто е специфичен и ги има задржано оние изворни карактеристики од почетокот. Знаете, значи, желбата за забава, за дружење, за одмор е присутен од кога постои човештвото и организираниот живот. Денес во Вевчани ќе го видите тоа. И видите, Вевчанскиот карневал е медиум, значи во недостаток тогаш е напечатани медиуми, па натака радио, телевизија, сега интернет. Вевчанскиот карневал е медиум, значи Вевчанскиот карневал и пренесува на власта, на владетелот дека нешто не чини, е коректор на власта. Вевчанскиот карневал има многу хумор, многу сатира и по многу нешта. Не само што е единствен и во Македонија, него единствен може да се каже дека е и во Европа и во светот. Од тие задржани карактеристики уште од самиот почеток. Навидум ќе ви видите една, така да речеме, една паметна власт која би била присутна тогаш на карневалот, ќе си ја види целата негативна работа што е правила во текот на годината и ќе може да се коригира, значи
че низ тие маски и игри многу специфика, има многу сатира и по тоа сме се карактеристични. Може би има многу, некому му изгледа дека има многу политика, меѓу не, тоа е корекција на, видите, вие можете да го видите едно целогодишно владење низ таа игра, вешани низ маските, нормално прикажана преку сатира. И тоа е една карактеристика што со години, можда и повеќе, како што ние во Вевшани викаме дека карневалот е старо наоку колку што е старо и Вевшани. Исто би истакнал дека имаше година уназад дека шириме некоја верска или национална омраза таму. Не, тоа не е така. Значи, вевшанските маски покажуваат какви не треба да бидете. Не разбирате, ако видите грубост по раката, не бидете груби, ако видите вулгарност по раката, не видите вулгарни. Не разбирате она што едноставно што е негативно во едно општество и во секој сегмент на општествено живење, ќе видите токму низ тие маски на дефилето на 13 и 14.